Книгата ја напишав сосема случајно. Пред неколку години почнав да работам на својот личен развој. Секојдневно слушав голем број на видеа, читав голем број на книги и некои мисли кои што се појавуваа во мојот ум ги запишував со пенкало во тетрадка. Потоа сакав тие исти мисли да ги запишам на лаптоп, бидејќи некако раката многу му се уморуваше кога пишував со пенкало и добив идеја, се прашав себе си зошто ова јас што го знам да не го пренесам на другите. Со книгата почнав да ја пишувам од прилика 2021 во октомври. Ја завршив во февруари 2022 година, значи траеше пишувањето неколку месеци. Потоа се јави во издавачката Куќа 3, кажав здраво, на телефон е Симона, сигурно ме познавате од град. Па не те знаеме, ама дојди да видиме што имаш напишано и зашто не бараш. Отидов кај нив, им ја дадов мојата книга во првичната верзија, ја прочитаа книгата, сакаа да соработуваат и така всушност настани мојата книга Радоста на постоењето. Па се чувствувам многу убаво, понекогаш и не можам да поверувам дека јас издадов и своја книга, иако да издадам своја книга имав запишано како една од моите цели пред неколку години, а тогаш воопшто не знав зашто да пишувам и никако издавањето на книга ми делуваше тогаш многу недостижно, но со фокус и верба самиот живот ме донесе до тој момент да издадам мојата книга и навистина се чувствувам, ако можам да кажам, премногу гордо. Па кога почнав да работам на својот личен развој, читав многу книги што се поврзани со Никола Тесла, меѓутоа не во моментот на неговите изуми, бидејќи воопшто не се разбирам во тие во струја, еднонасочна, двонасочна, туку ме интересираше моментот зашто баш тој е избран од Бог да го промени човештвото. Читајќи, гледајќи неколку видеа за него, дојдов до некое сознание. Потоа гледав и читав книги исто така од Луис Хеј, Наполеон Хил. Може да се каже дека тие беа и поидовните точки на мојот личен развој и тие беа првите чекори кои што ме доведоа до моментот во кој што сум сега. Во мојата книга е опишан мојот живот и тоа што мене ме доведе до личен развој и кој е тој момент што ме поттикна да го земам својот живот во своји раце. Во мојата книга немам само празни зборови и информации кои што може да ги најдат луѓето секаде, да прогуглаат и да дојдат до сите информации. Се што читам, спроведувам на себе, гледам дека делува и потоа го пренесувам на моите читатели. Така да тоа е нешто што е 100% испитано, делува на мене. Меѓутоа во мојата книга ја го имам опишано мојот животен пат, меѓутоа тоа е адаптирано за индивидуален пристап, секој да пристапи на оној начин кој што му е природен. Па доколку младите или било кои луѓе, значи повозрасните луѓе се чувствуваат некако заглавено во својот живот, чувствуваат дека има потребна промена, не знаат од каде да почнат. Мојот совет е да не чека да поминуваат годините, бидејќи времето не се враќа назад, да одлучат, да донесат цврста одлука дека сакаат промена, потоа да читаат книги кои што се за личен развој, да гледаат голем број инспиративни видеа кои што може да ги најдат на YouTube каналите и да бидат истројни во тој процес. Обично кога се читаат некои мотивациони книги, таа инспирација трае од 2 до 3 дена и сите се чувствуваат многу просветлени, као да, супер, јас ќе се променам, меѓутоа за неколку денови, кога повторно ќе се вратат во тој круг на својот живот, во своето окружување, некако повторно влегуваат во таа програма која што ја имаат длабоко во својата подсвест. Затоа мора истрајност, упорност и фокус кон целта. А најважно се е да има верба во сето тоа, затоа што не се случуваат нештата сега сакам, сега добивам. Суштината всушност е од желба до реализација, патот што ќе го изодиме. Мора да бидат истрајни и да не и свесни
за својата одлука. Значи мора да постои тука свесност кога нешто ќе почне да работа на себе, кога ќе го почувствуваат моментот, ај сега не можам да читам, ќе читам покасно или ќе читам утре или ќе применам сега не можам, уморен сум, имам работа, сакам да излезам со пријателите. Тоа е тој момент кога треба да бидат свесни, да дадат малце напор, волев напор за нивната волја да се насочи кон својата лична преобразба. Секоја промена, дури и личниот развој не се случува преку ноќ, тоа бара постојан фокус, секојдневна работа, тоа исто кога идете на фитнес, значи не можете одма да дигнете, не знам, теко 20 килограми, значи тоа е процес, почнувате со помала тежина за да дојдете до таму. Затоа мора да има една истрајност и верба во целиот процес. Значи ако си го знаете, се ја знаете целта, фокусирани сте на целта, порано или подоцна секогаш се остварува.